Почитувани гледачи, добро вечер. Во претходната емисија зборував за сериозноста и сериозната состојба кај болниот или кај пациентот ако е на лечење во болница, за така наречениот инфаустен момент или час кога настапува смртта кај човекот. Инаку, во оваа емисија сега ќе зборувам местото и улогата на докторот во однесувањето кон семејството, во убlažувањето на психичкиот бол како последица на губитокот на особата која починува, за местото и улогата на докторот, неговата високостручна професионалност во однос кон пациентот, во смислот не само да му помогне, туку и да му го олесни тој последен момент на смртниот час, познат во психијатријата и во медицината уопште, како инфаустен момент или инфауст. Во превод значи, тој е латински збор, значи збор кој означува лоша коп или злокобен или знак кој наговестува крај на животот на човекот. Местото на докторот во моментот на одлучувањето во припомошта на болниот, во тој момент на умирање е многу битно, во смислот што неговата високостручна професионалност има за задача да ја процени или да го процени дали тој момент на завршување на животот ќе биде блиску или ќе биде пролонгиран, односно продолжен, за да при тоа со својата високостручно професионална професија битно делува и на семејството, односно на членовите од семејството, кои на одреден начин, од кога ќе изврши процена на целата таа состојба, да им помогне и да им ја олесни ситуацијата на смртниот час, да по-безболно и по-лесно ја совладаат и успеат во понатамошното свое постапување да ги совладуваат тие трагични губитци на блискиот член на семејството. Докторот во тие моменти мора максимално внимателно да ја покаже својата висока стручност и познавање на болеста во вршењето на процената на состојбата на пациентот, која понатаму многу битно и сериозно ќе ја пренесе на семејството, а оно што е уште побитно, сето тоа семејството многу долго ќе го памти и ќе се води од оно што докторот во тие моменти разговара. Оно што докторот во тие моменти им го кажал, оно што докторот во тие моменти ги упатил, за да по-мирно и по-лесно ја поднесат таа тешка и драматична ситуација на состојбата на губитокот на пациентот, односно на болниот во семејството. Во тој момент, во тие сериозни часови на разговор, авторитетот на докторот мора да биде неприкосновен, јасен и мора да биде квалитетно презентиран
пред членовите се припрема да го заврши својот трагичен живот, или ке неговата состојба покуша и понатаму со лечење да се продолжи и го намали ризикот од можност на смрт. Сиот овој однос на докторот кон болниот или кон семејството, покрај тоа што има неприкосновеност да ја колку може смирено целата ситуација доведе до граница на подносливост, исто така многу битна улога на докторот во тие моменти е и да спречи негово понатамошно малтретирање, ако за тоа нема потреба. Сетите се кога ги изнесов оние повеќе случаеви каде што, например, случајот на особата од Струга, кога јас со нејзиното семејство бев дојден во Битолскиот клинички центар и разговорот со мојот колега кој рече дека пациентот е веќе после тој церебрални инсулт, после тој шлок, дека е веќе антефинем, завршува со животот, колку значеше за семејството кога болната навистина со санитет ја довезавме дома и веќе утредента почина. Колку то беше спречено малтретирање кон пациентот. Секогаш докторот има за цел во својот контакт, во својот разговор, во својот близок однос и према пациентот, и према семејството, до максимум да ја ублажи стресната ситуација која е тесно врзана за губиток на член од семејството, бидејќи тој мора да најде начин како сето тоа да го објасни. Мора да најде докторот смисол на причината за смртта која навистина го оправдува чинот на умирањето. Мора да најде максимум авторитет и стручност и да размислува дека тој момент на тој инфаустен час кај добар дел на членови на семејството може да предизвикува или да предизвика уште поголема драма и трагедија, бидејќи мора да води рачун дека меѓу тие членови во семејството може да има луѓе кои се и болни и кои оваа смрт на нивниот близок трагично го доживуваат и може да се направи уште поголема трагедија во тоа семејство. Во однесувањето на докторот кон пациентот најчесто се случуваат неколку битни моменти. Кај некои пациенти самото сознание дека се приближува моментот на смртта може да предизвика паника. Паника која може лесно да се пренесе и кај членовите на семејството, при што таа паника сега може да има многу специфичен момент во однесувањето во тој инфаустен час, значи во моментот на умирањето. Неретко во такви ситуации во семејството присутна е збунетост, конфузност, уплашеност, незнаење на однесување, незнаење на реакција и така натака, што на одреден начин ја драматизира ситуацијата уште повеќе. Спротивно на ова, постојат и такви пациенти кои не ја прифаќаат својата дијагноза,
не ја прифаќаат својата тешка здравствена состојба и драматичноста во својата состојба, негираат се дека околу нив што не е така како докторот го кажува, и управо сето тоа прави една голема забуна и во семејството и кај него, бидејќи семејството се прашува на кого да верува, дали да верува на докторот кој ја опишува целата ситуација сериозно и озбилно, или да му верува на пациентот, односно на членот на семејството кој сосем спротивно зборува. Така да, моментот на сериозност во тој час, на озбилниот приот на докторот, на високостручниот приот на докторот, недвосмисленото поставена стручна диагноза и објаснување на болеста се битни фактори во решавањето на оваа состојба. Кај други пациенти постои еден сосем друг однос, бидејќи пациентот ја сваќа ситуацијата дека се ближи тој злокобен час, дека се наговестува неговата смрт. Биде потполно мирен, опуштен, едноставно збунетост прави и кај луѓето од кругот на семејството, да уопште збунето се однесуваат како може така да се однесува кога веќе завршува со свој живот. Ево ви го прикажав случајот претходно од наводот од претходната моја емисија, ви го прикажав случајот од мојата пракса на пациентот кој дојде од Холандија, знаејќи дека ќе почине, и сосем мирно ја доживи ситуацијата на својата смрт, без некоја алармантност, без некоја драматичност, без некоја ситуација која ги збунува членовите на семејството. Од таа причина, тој правилен медицински пристап во препознавањето на суштината на болеста, препознавањето на диагнозата на болеста од страна на докторот може и текако да ја олесни состојба кај пациентот од болеста и состојбата кај членовите на семејството од страна на семејството. Битно е во тие специфични и тешки моменти докторот до максимум да покаже висока професионалност, да покаже почит кон пациентот, да покаже висока стручност во диагностицирањето и припремата за тој неминовен исход во случај ако треба да се заврши трагично. Денес едно прашање кое често е присутно во кругот на медицината е така наречената еутаназија. Зборот еутаназија во превод значи смислено предизвикување на смрт кај болниот, било со таблети, било со инекции или на било кој друг начин, за да му се олесни смртниот час. Еутаназијата во некои земји денес е присутно и призната. Имате прилики сигурно да чуете, многу се мачеше болниот, умираше од карцином или умираше од некоја друга болест, многу се мачеше, никако да му смртта му ја олесни таа мака и така. Во тој смисол,
Дури некогаш семејствата барат да се посегне за еутаназија. Кај нас, во Република Македонија, уопште во медицинскиот круг, еутаназијата е забранета. Забранета е од повеќе причини, а на прво место е хуманост. Бидејќи местото и улогата на докторот е што подолго, што полесно и што по-професионално му помогне и му го продолжи животот, а не да му го скрати животот. Не постои во светот доктор кој има право на некого да му одземе живот, сем има професионално право да му го продолжи животот. Така да случајот на еутаназија кај нас е исклучиво исфрлен од званична службена употреба во медицината. Спротивно на ова еутаназија постои еден многу племенит и многу хуман приод кон болниот, кој се бори за живот, а да му се помогне со така наречената техника на користење на разни апарати кои ќе му го олеснат дишењето, кои ќе му го олеснат функционирањето и едноставно ќе му го продолжат животот. Сите ние сме сигурно сведоци и сме слушнале да постојат особи кои по 3, по 6 месеци, по година или најдолгиот пациент во кома 2 години бил, а за тоа време додека бил во кома, неговото срце, неговите витални знаци работеле функционално, нормално, управо благодарение на тие технички средства. Затоа во секоја болница постојат така наречени соби со интензивна нега или за интензивна нега на болниот, кои имаат за цел да ги овие технички апарати одржуваат битните или виталните или животните органи кои го продолжуваат животот на човекот. Значи нема доктор кој има за право да си даде да изврши предвремено умирање на пациентот со медикаменти или на било кој друг начин. Тоа е недопуштимо. Денес сме сведоци на една уште похумана ситуација во медицината, која итекако е присутна во кругот на се повеќе клиники. Тоа е така наречената донација на органи од страна на најблиските членови на семејството, дали тоа ќе биде бубрек, дали тоа ќе биде некој орган, дали ќе биде некој дел од телото. Значи, таа донација на тие витални органи кои му го продолжуваат животот на болниот, денес и благодарение на неа се повеќе присутна е на познати клиники, не само кај нас, а и кај нас се тоа спроведува на клиниката во Скопје, во разни случаи на оболување на пациентот. Значи, техниката на донацијата и пресадувањето на органи од донатор, татко, мајка, брат, сестра, на особа која го прима донираниот орган, денес е се повеќе присутно. Нешто што уште похумано се чини за да се продолжи животот на болниот, да се продолжи животот и патњата на пациентот на клиника, денес се оди уште подлабоко, постудиозно
донирање на органи од кадавер или од покојник. Значи, во моментот на смртта на одредена особа, дел од тие органи кои не се оштетени, во согласност со семејството и најблиските членови на семејството, дозволуваат донирање орган од покојникот на оној на кој му се пресади тој орган. Ми остане во сеќање една многу драгоцена слика кога на еден млад човек му се донираше, надвор од Македонија, му се донираше орган од млад човек, друг, кој починал во сообраќајна несреќа. Органот кој го прими младиот човек, подоцна толку ја зближи фамилијата на починатиот и ова фамилија кај што ова момче го прими донираниот орган, да во еден момент станале толку блиски да мајката на покојното момче: "Јас знам дека мојот син живее во вас." Значи, на тој начин го избегна до максимум трагичниот бол за изгубениот син, бидејќи знае дека дел од неговото тело живее во телото на овај човек. Колку е то хумано и племенито, а колку е битно во совладувањето на тој душевен бол кој представува еден од најголемите проблеми кај семејството, кој после смртта долго се памти. Управо тој доживеен душевен бол, тесно врзан за губитокот на починатата особа, подоцна може, ако не биде на време совладан, објаснат, обсервиран на друг начин, може да дае многу сериозни и тешки последици по здравието на еден добар член од семејството, тесно врзани за губитокот на блиската особа од фамилијата. Значи, сето тоа представува еден многу сериозен пристап во тие инфаузни состојби, каде што и улогата на докторот, и улогата на семејството, и улогата на болниот се многу битни во понатамошното разјаснување на многу ситуации кои може да имат сериозни последици во средината од каде пациентот го има доживено својот крај. Со други зборови, високо професионалниот однос, високо стручното познавање има за цел докторот да ја процени ситуацијата кај пациентот, да вложи максимум труд за продолжеток на животот на пациентот, а при тоа во една тесна и блиска соработка со семејството ги упати, запознае со тежината и сериозноста на болеста, односно да ги усредсреди и усмери што понатаму, бидејќи тоа се памти многу во семејството. Така да јас и го доживев лично кога сопругот на таја стружанка, ден денес сме пријатели и со неговата цела фамилија, вели: "Никогаш нема да ви заборавам, докторе, кога таја вечер 2 пати разговаравте со вашиот колега невропсихијатар во болницата и кога 2 пати се преиспитавте дали да ја земеме сопругата, на крај ве послушав, вие одлучивте, не погреш." Видите колку сериозно може да во тие моменти не се размислува за последиците, али колку тие последици може да бидат озбилни и сериозни по сите. Од таа причина, целта денес на медицината е што подолго пациентот
и човекот да живее. Целта на медицината да колку може со разни други медицински, парамедицински и технички природи да го продолжи животот на човекот, бидејќи најдрагоцената ствар е животот, а со тоа ја спречи кобот и злото и злокобната ситуација која му го фактички прекинува животот. Затоа, мои драги пријатели, секогаш во тие драматични моменти верувајте на докторот, имајте го докторот поред себе во разговорот да ве упати, бидејќи едно е вашето размислување као член на семејството, а друго е размислување професионалното на докторот, кој навистина со една голема честност и професионалност ќе ве упати што и како да сторите за да го пребродите полесно тој чин на умирање на пациентот. Мислам дека со ово мене ми беше целта во оваа емисија да помогнам на еден добар дел на граѓани, гледачи на Канал Визија, да едноставно размислат, а да и при тоа во даден момент и тие можат да се постават во улога на близок пријател кој совет одавно ќе даде или ќе ги смири или ќе ги упати членовите на семејството во тие тешки, драматични ситуации кои ги преживуваат. Од тој разлог и од таа причина секогаш инсистирам добриот збор, племенитиот збор, честноста и вистината во тие моменти значат многу за она друга страна која пати и која страда од губитокот на својот близок. Немојте да се штедите, секогаш излезете им во средба. До нашата наредна средба, почитувани гледачи, ви посакувам добра ноќ. Размислувајте за овие племенити моменти, размислувајте за топлината и приодот кој ќе прикажете кон таквите членови во семејството, бидејќи сигурно ви тврдам, можда не во тој момент, али подоцна ќе имат голема благодарност кон вас и ќе имат голем почит. До наредната емисија, почитувани гледачи, добра ноќ.